Негрижата кон институциите од културата продолжува во континуитет 7 години поред. Но целта на СДС е очигледна – уништување на културата и културното наследство во Македонија. До нас стигна информации дека на ден 26.1. во Домот за култура Марко Цепенков во Прилеп се случила поплава поради пукната цевка, при што е нанесена огромна штета. Целосно оштетени биле гримиорните, задната страна на големата сцена, како и гаражата, која била целосно поплавена. Затоа упатуваме прашање до Министерот за култура Бисера Стојчевска дали домот е осигуран со оглед на тоа дека истиот е национална установа и е во надлежност на Министерството за култура. Дали и другите објекти низ Македонија кои се во надлежност на Министерството се осигурани. Еве причина и повод за да јавното обвинителство по допрен глас ги преземе сите мерки кои се во нивна надлежност со цел утврдување на можна кривична одговорност. Колку за подсетување, органите за прогон водеа постапка против поранешниот градоначалник на Прилеп Маријан Ристевски за ваква слична работа во врска со штета по општинската зграда. Па очекуваме обвинителството да ја покаже својата непристрасна работа и истите действија да ги преземе во врска со штетата за Домот на култура Марко Цепенков. Министерката очигледно повеќе се интересира за културниот живот во Косово, отколку за во Македонија. Кога сме веќе пред Домот на култура, ја разобиличуваме крајно лагата на СДС и министерката. Новиот театар не е ниту почнат, ниту ќе започне годинава. На јавноста треба да и биде јасно дека во Прилеп нема да има театар, затоа што немаат проекти и немаат обезбедено ни средства во буџетот на државата за 2024 година, а театарот не е ниту спомнат во годишната програма на Министерството.